Почитувани. Во целиот изминат период, од почетокот на коронавирус кризата па наваму, Стопанската комора на Македонија презеде екстензивни активности за да обезбеди квалитетен проток на информации и да ги информира компаниите за сите настанати промени во регулативата. Во комората пристигнаа многу прашања, предлози и иницијативи на компаниите, кои комората ги проследи до владата и до надлежните институции и повратно ги информира компаниите за добиените одговори. Во овој контекст, го поздравуваме почетокот на работа на контакт центарот на владата за економски прашања поврзани со кризата од коронавирусот. Очекуваме неговото функционирање да го забрза протокот на важни информации од институциите до бизнис секторот, при што Стопанската комора на Македонија, како и досега, ги продолжи да им помага на компаниите. За добро и навремено информирање на компаниите е многу важно да нема временско несовпаѓање помеѓу најавата на било која мерка и објавата на соодветниот документ, уредба, објава во службен вестник и слично, со кој таа мерка детално се објаснува. Тие две работи треба да одат рака под рака, да се случуваат истовремено. Како што се најавува некоја мерка, така во истиот момент да се објави и документ што ќе ги даде сите детали за таа мерка. Тогаш и примената на мерките ќе оди многу полесно, бидејќи ќе се елиминира потребата од неизвестно толкување на мерките кои што биле најавени. Тие ќе можат полесно да бидат разбрани, компаниите ќе можат брзо и ефикасно да носат важни одлуки во постојните тешки услови на работење. Понатаму, со оглед на тоа што влегуваме во нова фаза на многу порестриктивни мерки, во комората постојано пристигнуваат прашања, но и укажување од бројни компании за тешкотиите за работење и производство во такви околности. За таа цел, потребно е да се обезбеди соодветна консултација на владата со бизнис заедницата во поглед на оперативните аспекти на примената на рестриктивните мерки. Целта е да се избегнат компликации и последици врз функционирањето на економијата и производствените процеси, кои што и покрај исклучително тешките околности се уште се одвиваат. За компаниите е многу важно во вакви услови да имаат поголема предвидливост, како во поглед на должината на периодот на најава на рестриктивните мерки, така и во поглед на нивното време траење, заради што и мерките треба да се ставаат во една подолгорочна временска рамка. Само така, компаниите ќе знаат што ги чека и ќе можат соодветно и навремено да се прилагодат и подготват.